Околу 50 граѓани пријавиле штети предизвикани од најодомнешните поплави во општина Чешиново-Облешево. Најголемиот дел од доставените пријави се однесуваат на оштетување на земјоделски површини и дворови. Штети се евидентирани на бунарски системи, бушотини и хидрофори во приватни имоти, како и на оризот складиран во амбарите. Имаме формирано комисија за проценка на штети, која што се однесува пред се на тоа да напишат список на штети, кој што подоцна ќе биде доставен до соодветните институции, до министерствата, од каде што очекуваме дека ќе излезат со некоја проценка во однос на тоа колку би им се обештетило на луѓето кои што навистина имат зафатено од поплавите. Иако водата во моментот е повлечена и состојбата на терен е стабилизирана, последиците од поплавите се уште се чувствуваат. Под вода останаа и стопанските објекти во кои мештаните одгледуваат домашни животни. Дворот там имаме гуде. Кај гудето неле имаше вода. И двор беше боже езер. Поплавите се случија на крајот на минатиот месец, кога по излевањето на Кочанска река беа зафатени неколку населени места во општина Чешиново-Облешево. Надлежните служби реагираа веднаш на терен со тешка механизација, со цел санирање на настанатите дефекти и отстранување на водата од дворовите и земјоделските површини. За Сител, Трајан Ристовски.